Поранишниот премиер Зоран Заев бара јавно извинување од владеачката ВМРО ДПМН и пратеникот Бране Петрушевски за, како што ги нарекува, лагите и клеветите за негова вмешаност во заплената на тони марихуана. По повеќе од 5 години Заев преку објава на социјалните мрежи се заканува со тужби доколку во законски рок не добие нивно извинување. Јавно барам извинување од пратеникот Петрушевски од партијата ВМРО ДПМН за сите тие лаги, клевети и навреди, вклучително и намерната злоупотреба на моето име во таа режирана драма, околу конфискацијата на десетици тони медицински канабис, поради наводно несоодветно чување и складирање. Безобразна лага е дека сум на кој било начин поврзан со случаите со канабис што беа презентирани пред јавноста. Безобразна и дрска лага е дека сум се јавувал во Царинската управа. Петрушевски му врати дека нема намера да се извинува за ништо. Апсолутно немам намера, ниту чувствувам потреба да му се извинам на Зоран Заев. Напротив, очекувам Зоран Заев да се извини на целокупната македонска јавност за сите милионски криминали кои што ги има правено и да се извини за сите национални предавства и понижувања. Она што е индикативно во неговото излегување во јавноста е тоа што, иако демантира и вели дека немал никаква врска со овој случај со марихуана, сепак во тоа негово описание кажува дека ова било режирана драма и дека запленетата марихуана била наводно запленета заради несоодветно чување и складирање, со што директно се става во одбрана на оние кои што се осомничени. Опозицијата пак бара одговори од власта кој и како дозволил 5 тони марихуана да излезат од македонските граници, обвинувајќи дека скандалот води директно до врвот на власта. Каде се камерите на Сейф Сити? Каде е полицијата? Каде се екипите на мобилна царина? Каде се контролите? Мицковски, Тошковски, Тарчуловски, Бобан Николовски, началници, раководители, инспектори, службеници. Кој се е вмешан и кој дозволил 5 тони дрога да поминат преку граница? ВМРО ДПМН останува на ставот дека лица и фирми блиски до Заеви и Филипче се вмешани во последниот случај со заплена на марихуана. Факт е дека основоположник на бизнисот со марихуана во Македонија е владата на Заев. Околу 70% од запленетата дрога е на фирма која е во собственост на кадар од СДС, поточно човек близок на Заев. Дополнително, само во текот на вчерашниот ден во Струмичко беа запленети околу 30 тони дрога. Кое е лицето и фирмата поврзани со СДС? Од партијата барат обвинителството да ја истражи поврзаноста на Заев и Филипче со фирмата каде е запленета марихуаната. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.